саморегулацијата е тука присутна цело време. Да. Проблемот е што таа саморегулација не секојаш се поклопува правилата, да речеме, стандардите, деонтолошки, етички, што важат за новинарите, не се идентични, да речеме, на некоја група која што за некој свој интерес се занимава. Инаку, знаеш како, ќе се појави трол и веднаш тука ред ради дисциплина и ќе го дотераат на место или ќе биде изопштен или ќе се извини и нема веќе да збори. Во таа смисла тој тип на саморегулација постои. Дека таа не е ставена во некаков кодекс на однесување, не е ставена затоа што има различни групи кои што прифаќаат различни типови на изразување, некои дозволуваат послободен јазик, некои сметаат дека јазикот било каде и било кој што го користи треба да биде сувопарен и академски и за тоа никој пат нема. Сега, слободата на изразување и слободата на говор ни припаѓаат на сите. Таа не е апсолутна, има ограничувања, меѓутоа, знаете како, Јас сметам дека секој што е влезен во некаква јавна комуникација, односно во комуникација што е наменета за малку поширок број луѓе од неговите 5 најдобри другари или другарки, или неговиот школски клас, или неговиот фудбалски клуб, или така натаму, мора да биде одговорен за тоа што го говори, како се изразува и така натаму. Во последно време премногу често се слуша и се гледа една тенденција кај некој што ќе се почувствува како претставник на некаква општествена групација и да почне да мисли дека тој има 23 години, ако има 23 години е млад и ако е млад тој мора да биде, не знам, екологист, мора за одредено прашање да мисли вака, за ова друго прашање вака, мора да е за ова, а против она и така натаму. И постои таа тенденција ние луѓето да ги групираме во такви рамкуваме. Да ги врамуваме во такви идентитетски групи за кои што сметаме дека сите треба да размислуваат и да гледаат на исти начин. Тоа е нездрава и лоша тенденција, затоа што некој друг па од другата страна, дали е тоа по идеолошка, политичка или било каква линија, смета дека сите тие припадници на истата таа група треба да размислуваат, тие треба да размислуваат вака и вака и вака, што најчесто е многу сосем спротивно од тоа како јас мислам дека треба да размислуваат. И сега, знаеш како, во теорија тоа е супер, демократијата од тоа живее и така натаму. Меѓутоа тоа создава реални проблеми во реалниот живот. Луѓето се повеќе се поларизираат. Поларизацијата во известна смисла е иманентна на либералната демократија, затоа што постојат повеќе групи, не само мултиполаризацијата. Интернет, која што интернет, нели, срдечно со сите можни средства ја помага, меѓутоа ние доаѓаме во ситуација во која што различни групи луѓе веќе не разговараат меѓу себе.